драги ученици, продолжуваме понатаму. Денешниот час е часот по општество за 4-то оделение, наставната содржина економскиот живот во општината. Да, економскиот живот во општината. Учениците од 4-то оделение ја изучуваат темата општина. Пред да стигнеме до економскиот живот на општината, ќе ги повториме дефинициите на кратко и ќе се задржиме потоа на економскиот живот во општината. Ќе почнеме од граѓанин. Граѓанин е човек кој има одредени слободи, права и должности во заедницата во која што живее, општина, град или држава. Тоа е најситната единка со која што го сочинува, ја сочинува нели општината. Почнуваме од граѓанинот, од човекот како граѓанин. Населби се места каде што живеат луѓе. Се разликуваат по својата големина населбите, местоположбата и занимањето на населението. И според тоа се делат на градски и на селски населби. Преминуваме на локална самоуправа, подразбира управување на одредено подрачје преку единиците на локалната самоуправа, односно преку општината. Локалната самоуправа ја избираат и ја раководат граѓаните и таа треба да им служи на ним. Локалната власт е поим што ги представува органите кои ја спроведуваат власта на локалното ниво во едно или повеќе населени места, во рамките на една општина, град и слично. Во Република Северна Македонија под поимот локална власт најчесто се подразбира општинската власт. Еве локалната власт, општина, градоначалник и совет на општината. На оваа фотографија ќе гледаме сликата административната зграда на општина Аеродром. Како што кажав, јас бидејќи живеам во општина Аеродром, за презентацијата ја одбрав токму таа фотографија. Општината има административна зграда каде што се сместени органите на општината, градоначалникот и советот на општината. Ке кажеме и за општината дека има символи на општината. Тие символи на општината се грбот на општината и знаме на општината. Значи грб и знаме се символи на општината и секоја општина си има свој грб и свое знаме. Општината е единица на локалната самоуправа, како заедница на жителите на одредено подрачје, утврдено со закон, која преку своите органи, преку администрацијата и организираните јавни служби овозможува вршење на надлежности пропишани со закон. Општина тоа е заедница на жители на одредено подрачје. Во Република Северна Македонија постојат 74 општини, 33 со седиште во град, 41 со седиште во село и 10 општини се во градот Скопје, затоа што е Скопје како посебна единица на локалната самоуправа, бидејќи е главен град на нашата татковина. Вкупно се 84 општини. 33 со седиште во град, 41 со седиште во село и плюс 10 општини во Скопје. Лина, ќе ни кажеш ли ти во која општина живееш? Јас живеам во општина Центар, и тоа живеам веднаш до административните згради и на градот Скопје и на општина Центар, така што ми е познато ова што го зборите. Супер, одлично. Марија, ти во која општина живееш? Јас живеев во општина Чаир до пред една година, а сега сум во општина Карпаш. Ете така, супер. Дали знаете некои други општини во градот Скопје, сега зборуваме во главниот град? Може би имате другарчиња, секако роднини, пријатели? Имаме другарчиња од Ѓурча Петров, од Бутел, од Аеродром, од Кисела вода, Гази баба. Ние имаме секаде другарчиња. Браво, така треба да се дружиме, нели, со сите. Ке ги набројам 10 општини во главниот град Скопје, тоа се Сарај, Ѓурче Петров, Карпош, Шуторизари, Чаир, Центар, Кисела вода, Аеродром, Гази баба и Бутел. Еве, општини во Република Северна Македонија, рековме со 33 со седиште во град и 41 со седиште во село. На картата, дали може би знаете други општини надвор од главниот град од Скопје? Јас знам општината Штип. Ти ја знаеш? Там е омилена општина. Да, супер, супер. Марија? Да, општините во Струмица, во Охрид, Битола,
така. Сите насекаде може би имаме баба, дедо, роднини, пријатели, другари или ги знаеме општините по тоа што се истакнати. Да. Кои стопански или нестопански дејности ги вршат. Ама за тоа ќе кажеме, нели, подоцна. Тука се Куманово, Свети Николе, Делчево, Берово, Пехчево, Струмица, Гевгелија, Битола, Охрид, Ресен, Струга и така натаму, нели, да не ги набројуваме сите. Градоначалникот во Република Северна Македонија представува и ја застапува општината. Ја контролира законитоста на прописите на Советот и го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот. Градоначалникот се избира на секоја 4-та година на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање во согласност со законот со кој се регулираат локалните избори. Значи, Советот на општината е представнички орган на граѓаните кој одлучува во рамките на надлежностите на општината. Советот го сочинуваат представници на граѓаните, избрани на општини непосредни и слободни избори со тајно гласање. Значи, Советот на општината е составен од граѓаните кои што се избрани и секој граѓанин треба да се грижи за својата општина, да биде информиран за општината и така ќе придонесе за подобар развој, за подобар живот во самата општина. Околу Советот има меѓу 9 и 33 членови во зависност од бројот на жителите во општината. Ако општината е помала по број на жители, представниците на Советот на општината ќе бидат во помал број. Ако е поголема, во поголем број. Улогата на Советот е да донесе статут на општината, буџет, извештаи за работата на општината и на јавните предпријатија, годишни извештаи, финансиски извештаи и друго. Советот дава одлуки за да се подобри животот во општината, а градоначалникот е должен да ги спроведе истите. Добро. Со тоа, полека стигнавме и до економскиот живот во општината. Економскиот живот во општината директно зависи од стопанските и нестопанските дејности кои што се развиени во таа општина. Ова е интересно. Сега да, ќе видиме стопанските дејности, ги делиме на рударство, индустрија и земјоделство. А земјоделството има посебни гранки. Да. Земјоделството се дели на лозарство, лов и риболов, сточарство, овоштарство, може да ставиме и шумарство, полјоделство. Еве тука имаме неколку фотографии. Станува збор за полјоделство, што значи тоа? Ако во општината има плодна земја, ќе се засадат житни култури, градинарски култури и ќе се одгледуваат на тоа подрачје. На следната фотографија имаме лов и риболов, во конкретниот случај за риболов, во општините каде што има голема река, езеро, ќе се развива риболовот. На оваа фотографија гледаме грозија и потоа може да заклучиме дека станува збор за лозарство. Може да се користи директно свежо, нели, за јадење или пак преку преработка на грозјето да се добијат вкусни сортни вина. Ова е за стопанските дејности. Може да кажеме за сточарството, како исто битна гранка од земјоделството. Се одгледуваат домашните животни и потоа ги искористуваме млекото, месото, од млекото се прават и млечни производи. Имаме уште за... Овде сме, зборувавме за стопанските дејности, ги кажавме нели како се делат на рударство, индустрија и земјоделство. Земјоделството се дели на посебни подгранки: лов и риболов, сточарство, овоштарство, лозарство. А сега еве ги и нестопанските дејности. Во нестопански дејности спаѓаат просвета, сообраќај, угостителство, туризам, трговија, здравство. Овие нестопански дејности даваат јавни услуги. На првата фотографија може да забележиме училиште. Во просвета, како нестопанска дејност,
ни спаѓаат градинките, училиштата, факултетите, што значи дека нудат јавни го пренесуваат образованието. Тие што се вработени во просветата, еве како јас, како наставник. На втората фотографија гледаме туристи. Можеме да заклучиме дека станува збор за туризам како нестопанска дејност во подрачјата каде што има природни убавини, доколку се работи да се разубават уште повеќе тие природни убавини и да можат да ги привлечат туристите да дојдат како гости и да се рекреираат и да го искористат тој потенцијал што го имаат некои од општините. На оваа фотографија белите мантили не асоцираат на здравство. Здравствените работници даваат јавни здравствени услуги, баш и сега во овој период. Да, мора да ги пофалиме. Така, голема благодарност и секоја чест, браво нели за нив. Ние еве од тебе училница им спраќаме на нашите храбри доктори една голема гушка. Ви благодарам што не чувате и чувајте се меѓу себе. Така е. На последнава фотографија гледаме дека станува збор за сообраќај. Сообраќајот е исто така нестопанска дејност. Сообраќајот знаеме дека значи превоз на луѓе, на патници или на стока од едно место на друго, ама тука се и сообраќајните знаци и закопнениот сообраќај патиштата кои што треба да бидат средени за непрекорно да се одвива сообраќајот. За тоа се грижат вработените во сообраќајот. Тие се тие нестопански дејности. Во една општина може да има развиени стопански и нестопански дејности. На учениците можеме да им кажеме, еве како домашна задача, да направат истражување која стопанска дејност е најмногу застапена во нивната општина и која нестопанска дејност исто така е најзастапена во нивната општина. Одлично, имаат време и за размислување. Така, да, може и мала помош од нивните родители, затоа што секако, да. Си претпоставувам си уште млади за да ги знаат сите дејности кои што ги има во нивните општини. Сега дома учат нели и со родителите, и со постаро братче, сестриче, со тебе учелница онлайн, така да, може да истражуваат и на интернет. И ќе решат задачата. Завршивме со часот? Завршивме. Ова беше одличен час, многу беше да. корисно. Мислам дека јас и Марија повеќе научевме за тоа што се општините, кои управува со општините и така натаму. Ви благодарам многу. Ви благодарам и на вас. Пауза и следен час. Следен час.